Универзитетскиот професор Самуил Малчевски, еден од потписниците на писмото кое што вчера група интелектуалци го испратија до амбасадите на земјите членки на Европската унија со поддршка за амбасадорот на САД Джейс Бели, меѓутоа и за, како што велите, демократските процеси во Република Македонија. Во дел од писмото велите дека нашата основна цел е да искажеме решеноста за одлучна одбрана на принципите на парламентарната демократија врз која е фундирана нашата држава од незиното конституирање во 91-та и кој постепено по 11 годишното владење на кликата на господинот Никола Груевски прирасна во автократски режим на хибриден политички систем. Станува јасно дека Македонија нема проблем со идеолошкиот судир меѓу десницата и левицата, туку како што власта настојува да го прикаже, туку со проблеми од криминална природа. Господин Малчевски, би рекла без ракавици. Отворена и остра реторика. Видете, за владењето на Груевски, како вие го прецепирате? Не е како ние го прецепираме, како Европската унија гледа на тоа во последниот извештај за напредокот на Република Македонија. Ако може вие или ако го читате извештајот, може да забележите дека они констатираат дека ние сме киднапирана држава, во која што не владее правото и е сериозно нарушен уставниот поредок на Република Македонија. Од тука нема што веќе да се чути. Доволно долго време Македонија се наоѓа во состојба на агонија, на која што ние за жал се уште не гледаме барем малце некоја светлина на крајот од тунелот. Каква реакција очекувате писмото испратено до амбасадите на земјите членки на Европската унија? Дали веќе пристигна никаква реакција? До моментот додека јас лего во студио немаме добиена повратен одговор од амбасадите. Очекуваме истите да го проследат до нивните министерства за надворешни работи, до нивните влади, после тоа да видиме што и како ќе го добиеме како реакција на истото. Го читнавме малку ставот на Стеј департментот, тие вчера ве претркаа, би можела да кажам. Стеј департментот кажа дека стојат буквално зад делувањето на амбасадорот Бели и за ставовите негови како официјални ставови на Соединетите Американски држави. Видете, кога ќе нападнете еден амбасадор на држава, тоа значи дека направите директен напад врз државата од која што доаѓа тој. Природно е Министерството за надворешни работи на таа држава или во конкретниот случај Стеј департмент да си го бранат амбасадорот, нивниот амбасадор. И тоа е пак се навраќаме на она што преска го зборувавме. Соединетите Американски држави се сериозна држава, која што своите ставови и своите надворешни политики ги темели врз база на сериозни анализи. И затоа воопшто нема ни промена, иако имаше формално промена на председател на Соединетите Американски држави, воопшто нема промена во реториката и во тоа што тие го имаат да го кажат за Република Македонија. Господин Малчевски, зошто нема официјална реакција од Македонското Министерство за надворешни работи, протестна нота? Слушаме многу обвинувања, многу прозивки кои што остануваат на ниво на партиски пресконференции, партиски функционери и така натаму. Меѓутоа, ако сето тоа е така, зошто функционерите во власт, извршната власт, кои што се уште се од ВМРО ДПМН, нема официјален став кон таа држава? Тоа е најчудно во целата оваа ситуација. Ако навистина имало мешање од страна на некој амбасадор или пречекорување на нивните овластувања, врхушката го контролира се уште Министерството за надворешни работи. Во најмала рака може да им врачат протестна нота или па дури да преземат и некои порадикални мерки. Се вие во отсуство на официјална реакција на државата се сведува на шпекулации и на дневно политички пресметки. Вчера по вашето писмо ве поздравија од ВМРО ДПМН, оттаму вела дежурните самопрогласени интелектуалци и платеници на Сорос не треба да стравуваат. ВМРО ДПМН не е против амбасадорите, туку принципијално реагира кога некои амбасадори ќе ги пречекорат своите овластувања и делуваат како замена за пратениците и владата избрана од граѓаните. Смешно. Значи, јас можам да зборувам само за мене. Ниту јас, ниту било кој член од моето поблиско семејство, ниту има земено средства од Сорос, како што го нарекуваат, и ниту пак некогаш членувал во организација која што ја поддржувал Сорос, како што го нарекуваат тие. Нешто што многу актуелни функционери на врхушката или на ВМРО ДПМН не можат да го кажат за себе. И од тука плашење или бабароги, појавување во јавност Сорос, воопшто не е во насока на нормализирање на државата и пред се на враќање на ВМРО ДПМН на евроатлантските интеграции, на процес на демократизација на самата партија. Како што видовме од прилогот, пред малку продолжува тој процес? Видете,
кој што го најави лично лидерот на ВМРО-ДПМН од не знам што ќе најдат, но очигледно е дека влегуваат од глупост во глупост и од погрешен во погрешен чекор, со кој што си го скратуваат простор за своје политичко делување. Имаме неколку контрадикторни ставови. Од една страна, можам да кажам дека се рафални прозивките кон дипломатите на западните земји за прекумерно мешање во внатрешната работа на Македонија и така натаму, а од друга страна во секое соопштение на ВМРО-ДПМН, па дури и во прогласот на лидерот на ВМРО-ДПМН, бидејќи од една страна кажа дека амбасадорите да ги тргнат рацете од Македонија, од друга страна го повтори ставот за стратешките цели за Европска унија и НАТО, за соработка на ВМРО-ДПМН со амбасадорите кои што им мислат добро на државата. Тоа е тоа од грешка во грешка. Тој веќе немаат компас и не знаат каде движат. И најлошо од се што нивните ставови и соопштенија ги темелат врз база на дневно-политичките збеднувања. Воопшто не гледам јас стратегија во целова и нивен настап. Мене не би ме изненадило. Евентуално пред избор, бидејќи тие велат дека сакаат нови избори. Очигледно е дека не може да формираат влади во една таква констелација на односи, бараат избори кои што не знам дали ќе ги добијат. Ќе видиме во следните неколку дена што ќе се случува и како ќе се развива оваа политичка криза. Но мене не би ме изненадило дека дури сега во некој ново нивно соопштение да го нападнат и конгресменот кој што кажа дека дава поддршка на СЈО, зашто очигледно функционирањето на правната држава и на СЈО е нивен најголем проблем. Зошто? Зашто ако гледате или ако ги слушате изјавите на Талат Џафери на Бујар Османи изминативе 2 дена, може да сватите дека они практично за све се сложиле во на платформа која што имаат албанските партии, освен за СЈО и за владењето на правото и за правната држава. Од тука може следниот нивен чекор ќе биде да ги нападнат конгресмените кои што даваат поддршка на СЈО во овој момент. Многу интересно во целиот овој период е соопштението од Руското министерство за надворешни работи, кое што стигна чином во четвртокот и стигна по средбата која што Никола Груевски имаше во среда вечерта со рускиот амбасадор во земјава. Таму отворено се вели дека Западот сака да расчисти со Али Ахмет и Никола Груевски и на некој недемократски начин да им ја украде победата и волјата на граѓаните и така натаму. Знаете, една народна поговорка вели: не им верувајте на данајците и поклони кога ви носат. Јас воопшто не верувам во нивните честни намери на Руското министерство за надворешни работи и амбасадата. Зошто? Зашто ако ја погледате нивната веб страна, ќе видите дека таму се уште сме под БРМ или фиром референцата. Нешто што за разлика од веб страната на Соединетите американски држави не е таму сме јасно се стоиме како Република Македонија. Така да тоа е еден јалов обид да се направи нешто, колку ќе успеат, не верувам дека нешто може да променат. Сепак симптоматично дека од кога започна кризата имаше повеќе соопштенија од руската амбасада во Скопје, но и од Москва, од каде поривот на Москва да се вмеша во сето ова и дали ВМРО-ДПМН, иако вели дека стратешките цели остануваат Европска унија и НАТО и така натаму, ја врти политиката кон Русија? Или резервна варијанта некоја? Мислам, одговорот од тоа прашање лежи во одговорот на прашањето на поддршката на конгресмените. Јас мислам дека тоа се пак некои материјални и лични интереси кои што во овој момент преовладуваат и благодарение на нив имаме такви изјави. Малчевски активни сме деновиве и активни сте соседите од сите страни и Еди Рама не остана нем на сето она што се случува во Македонија. Во последното интервју во Албанија вели дека во Македонија не е битно кој ќе формира влада, туку дека мора да се спроведе платформата на албанците. Знаеме дека тој буквално кумуваше на таа платформа. Не само тој, и Тачи од Косово. Не видите, тука е онаа дволичност која што ни се појавува цел овој временски период. Од една страна им сметаат странските амбасадори кои што за волја на вистината во јавност никаде не видовме дека се замешале во внатрешните односи во Република Македонија, не зборувам за заткулисни игри. А од друга страна не им смета тоа што Еди Рама и Хашим Тачи директно се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија, па дури не се ни осмели и протестна нота да имаше неколку ставови. Едно е последното и од вчера Манара вели соседите да не се занимаваат со Македонија, меѓутоа нема конкретно. Знаете, тоа округло па на Ќоше. Сериозна држава, што не сме ние, би врачила протестна нота во која што би ги предупредила двајцата председатели на Косово и на Република Албанија дека не треба да се мешат во внатрешните интереси на Република Македонија.
Ви благодарам што бевте дел од вестите на телевизија 24. Ви благодарам на поканата.